дел од калифорнискиот сон е да се поседува куќа на плажа, а пред неа еден од паркираните автомобили да биде Порше. Токму поради тоа штутгартската марка се потруди да представи дури 3 новитети. Покрај вечната 911 и изведбата Спидстер е една од најдобро продаваните изведби во сончевата Калифорнија. Сепак неголема новост е изведбата Ер на Кајман. Печатлива зелена боја ги открива спринтерските манири на двоседот, кој е способен да го совлада спринтот до 100 за само 5,4 секунди. Инаку, Порше се надева дека покрај традиционалните модели ќе се отворат можности за зголемување на пласманот на спортско корисното возило Кајен и спортската лимузина Панамера. Долгогодишно упориште на Saab е северноамериканскиот пазар. Оваа позиција добро е раздрмана поради бурните 3 години на марката од Ролханд. Со нови собственици и тешкиот период зад себе, Saab сака да ги поврати загубените позиции. Затоа е представен новиот Хемафродит, кој е мешавина на караван, спортско корисно возило и желби за подобри времиња. Saab X9-4 е возило со погон на сите тркала и представува алтернатива на очајните домакинки. За движењето се задолжени турбобензинските мотори, додека популарните дизелаши се чуваат за продажба на стариот континент. Европа за Kia е приоритет, но Америка е во центарот на вниманието. Дека има што да понуди покажува хибридната верзија на седанот Магентис. И понатаму големо внимание е посветено на високиот квалитет и атрактивен дизајн на каросеријата, додека хибридната технологија укажува на фактот дека Kia уште го нема кажано последниот збор. Според општиот впечаток, целна група се купувачите на лимузините од средната класа, бидејќи димензиите се зголемени во сите смерови, а должината бележи 4,85 метри, а меѓуоскиното растојание 2,8 метри. Англискиот Јагуар носталгично се присеќа на средината на 80-тите години на минатиот век, кога му цветаа ружи. Затоа во понуда е новата лимузина XF, иако последните резултати од Европа се разочарувачките 4 звездички на краш тестот. Сепак, Америка е друга приказка, а тамошните испитувања се уште не се направени. Одлично средство за поматувањето на не толку добрата безбедносна слика е купето CX-75, за кого полна уста пофалби имаше најдобриот ток-шоу водител и колекционер на автомобили Джей Лено. Ако е господинот Лено објективен, тогаш иднината на CX-75 е повеќе од добра. Дали оптимизмот на Джей Лено се темели врз реални показатели или само е подгреан од дебелиот хонорар, ќе покаже времето.